Владата и пазарниот инспекторат следната недела на состанок ја разгледуваат можноста за законски измени, кои треба да спречат поскапување на производите низ маркетите откако ќе се одмрзнат цените и маржите. Освен ова, ќе се разговара и за цените во аптеките и продавниците за бела техника. Премиерот вели дека се прават контроли како никогаш досега. Жестока е на контролата, како никогаш досега, епски жестока, робусна, и очекувам да дел од трговците наместо да нарачуваат платени пресконференции кај опозицијата, да се завртат кон самите себе и да им служат на граѓаните, бидејќи тие постојат за граѓаните и граѓаните се нивните потрошувачи. И наместо да подметнуваат текстови кај опозицијата која што таа ги чита на пресконференции, да стават прст на чело и да не се служат со трикови, туку да работат во интересот на граѓаните. Во моментов пазарниот инспекторат анализира 30 предмети каде се опфатени сите големи ланци на маркети. 8 трговци добија клуч на врата 15 дена, а ќе треба да платат и парична казна, затоа што не ги почитувале замрзнатите цени и ограничените маржи. Од друга страна, опозицијата и денеска критикува дека цените се високи, а платите ниски. Оваа влада не знае што значи да се преживува со 500 евра. Нивните функционери не знаат што е празен новчаник на 20 во месецот. Не знаат што е да се избира помеѓу храна, сметки и лекови. И затоа, кога работниците почнаа да бараат зголемување на минималната плата, ВМРО-ДПМН реши да ги нападне синдикатите, да создаде хаос и да одвлекува внимание со измислени приказни за политички координации. Но вистината е јасна. Единствената координација тука е помеѓу ВМРО-ДПМН и елитата. Нивниот приоритет не се работниците, туку газдите и елитата. ВМРО-ДПМН пак обвини дека Сојузот на синдикати ги одразува идеите на СДСМ. ВМРО-ДПМН обелодени дека Трендафилов бил на сонстадоци со СДС и дека е во постојан дослуг со нив и со левица. А СДС излезе и призна. Сања Лукаревска од Собраниска сала за пресконференции јасно кажа дека се гледале со Слободан Трендафилов. Сите барања на Сојузот на синдикатите на Македонија се политички и ги следат тезите на СДС. Барањата на ССМ не се подкрепени со реалноста. Минималната плата треба да порасне месецов, а да биде исплатена во април. Според сегашните пресметки, зголемувањето ќе биде околу 2000 денари. Мартин Арсов, Сител телевизија.